Почитувани граѓани, владата денеска одржа 2 седници. 47-та беше тематска седница намената за програмите за работа на министерствата, агенциите и јавните предпријатија за 2025 година. Како што се програма за поддршка на предприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните предпријатија. Согласно буџетот за програмски активности на агенцијата предвидени се над 42 милиони денари. Дел од средствата ќе бидат наменети за финансирање и кофинансирање на програмски активности. А еве и дел од нив кои се однесуваат на предприемачко образование, биди предприемач или поддршка на женското предприемништво. Национална програма за развој на железничка инфраструктура за период од 2025 до 2029 година, во која се вметнати мерливи индикатори за зголемување на товарниот превоз и намалување на времето на патување на патничките возови. Тука е и програмата за инвестирање во животната средина, програмата за рамномерен регионален развој за 2025 година, како и програмата за субвенции од областа на спортот за 2025 година. Донесени се и многу други програми за работа. Очекуваме сите институции во деновите што следат соодветно да ја информираат и запознаат јавноста. На втората редовна 48 седница на владата се разгледуваа следниве точки. Владата ја разгледа и усвои информацијата. И за прв пат ќе се воведе нов семено ориентиран систем за рана интервенција во детството за деца од 0 до 6 години, со доцнење во развојот и или попреченост. А надлежноста за ова ќе припадне на Министерството за здравство, Министерството за социјална политика, демографија и млади и Министерството за образование и наука. Да се грижиме заедно за нашите деца. Продолжуваме и со поддршка за општините. Следната недела Министерството за локална самоуправа ќе го објави вториот повик за финансирање на инфраструктурни проекти во вредност до 15 милиарди денари. Ова е показател дека пред нас е градежен бум во сите општини, во сите региони на нашата земја. И вториот повик, како и првиот, ќе поддржи проекти во областа на културата, спортот, животната средина, патната инфраструктура, социјалната политика и образованието. Ветивме развој на општините, тоа и го реализираме. Почитувани граѓани, останете информирани. Посетувајте го сајтот vlada.mk за новитети и одлуки кои имаат за цел да го подобрат вашето секојдневие.